Здраво на сите! Добре дојдовте во уште една епизода Марија во Америка. Марија е, како што знаете, овде да ви ги раскаже сите приказни на македонците во Америка. Како се поминуваме, како живееме, како успеваме. Затоа сме овде да не гледате секоја среда во 12 часот по американско време и 7 часот или 19 часот по македонско време. Овде сме да ви ги кажеме сите приказни, кои што ќе ви се интересни, забавни и секако инспиративни. Не заборавајте лайк, subscribe и share на каналот. Не има на Instagram Марија во Америка, не има на Facebook лайк страна Марија во Америка и секако моето име е Марија Главчева. Јас сум вашиот домаќин, водител и секако овде да ви каже се што треба вие да дознаете. Започнуваме веднаш по најавната шпица. Кога во 2008 година го најавував мојот денешен гостин во живо од Универзална сала, неговото име не значеше ништо. Но денес, кога ќе се спомене неговото име, е синоним за квалитетен музичар, музичар кој што знае што прави и музичар на кој никого не може да му одолее на она како што ги пее македонските народни и забавни песни. Главен вокал на групата Маестро и мој денешен гостин. Кирил Митовски, добре дојде. Добро ве најдов, ти благодарам на убавите зборови, на убавата најава. Навистина ми е чест што сум дел од твоја емисија. Ти посакувам многу успех во иднина. Не се сомневам дека ќе го доживееш, така да поздрав за сите твои гледачи. Ти благодарам, денес си Кирил во Америка. Марија во Америка, но Кирил е овде на турнеја со Маестро. Така. Како ти се допадна Кирил Америка на прв пат вака кога ја виде, ја доживеа? Добро, значи за прв пат сум во Америка и навистина уште од самиот почеток во однос на она што го почувствувавме беше неописиво. Пред се ќе давам акцент на гостопримството. Навистина долги години бевме во фаза на преговори за американска турнеја, конечно се исполни тоа. Благодарение на сите оние, да речам, следбеници и наши љубители. И за оние први впечатоци за овие веќе 10 дена, навистина преубаво, но посетивме веќе неколку градови, до сега 4 успешни концерти, така да се надевам ќе продолжи така и во иднина. Значи, кога дојдовте овде си викате, добро, ова е таа ветена земја Америка, во која што нашите дошле се иселиле, се преселиле, се родиле овде. Бевте Нью Џерси, бевте Детройт, ја видовте Флорида, Да. Сега сте во Чикаго. Како ви се допаѓа овде? Зборувам за тоа градби, улици, место. Како сте задоволни од тоа како се градела Америка? Сликата за Америка? Ние сме пораснати со Америка од една друга страна, од една филмска продукција, така да се она што го живеевме низ филмовите, сега го гледаме во живо. Навистина земјата нуди можности, немам верувам дека и тие што се тука останати и што живеат тука се со право. Има многу земјата што да нуди, дали од градби до природа и да кажам и од оној другиот бизнес момент. Така да се најубаво, ние патуваме многу и неколку пати сме биле и во други, да речем и во Австралија преку океански. Убаво е да се споредат некои работи. На прв поглед ми се допадна, како што ја спомна, имавме неколку градови, бевме и во Њу Јорк, бевме во Чикаго, малку прошетавме, да кажем, на собствена режија 3-4 дена бевме за Мајами и сега вака, ако дадам споредба, на прво место е Мајами, зашто сепак таа, да кажем, тропска, сончева клима ни прија најмногу. Но секој град има своја специфика, луѓето се пријатни, убаво не доживуваат и нас стварно ни е топло добре дојде каде и да сме. Кажи ми, какви ви се нашите македонците овде? Дали има разлика во македонци кои што живеат во Мајами, македонци што живеат во Њу Јорк, македонци во Чикаго?
гледате ли разлика во однесување, култура, обичаи? Знаеш како, јас многу пати кога ќе одам во Македонија, знаеме, во Македонија има една, да кажам, чудна слика за македонците во диаспората и цело време, тоа се однесува за луѓе што многу скоро и никогаш да не биле и да не ја почувствувале атмосферата надвор од Македонија. И секогаш ми е чест и секогаш ги имам убав печаток и ги пофалби за македонците од повеќе аспекти. Навистина е тешко да се биде далеко од дома, да се задржи јазикот, традицијата, културата да се пренесе на децата, да се воспитуваат при такво ново општество, ти да ги воспиташ во македонски дух, па макар и да знаат неколку збора на македонски, е голем успех. И сега знаеш, ова станата на, да кажам, исмејување ако во јазикот се вметнат неколку англиски зборови, повеќе од нормално и убавината е во тие неколку македонски зборови што успеале покрај вакво обкружување да ги воспитаат и да ги одгледаат децата во еден, да речам, наш дух. Мојавето ми беше, македонците се исти, дали во Македонија, дали тука, дали во Бафало, дали во Чикаго, дали во... Јас не можам да најдам некои големи, да знам, разлики сега конкретно помеѓу македонците. Сега нормално ние гледаме, знаеш како, кога дојдеме на турнеја, знам со колегите да се пошегуваме, имаме еден благодет, една мисија што ги гледаш убавите моменти на луѓето во нивните животи. Ние сме тука кратко, неколку недели и секој сака да ти посвети време, да те прочета, да те почасти, да ти покаже некој негов дел од семејството, животот, куќата, како и да е. И тоа се нивните убави моменти што ние цело време ги земаме само тие. Јас верувам дека секој после следниот ден, како и ние имаме проблеми, па работа и се останато, но ете Бог ни дарил една убава работа, да кажам, да ги гледаме убавите моменти на луѓето и тоа не исполнува и сме благодарни за тоа. Споредба за македонците нема, нели? Сите сме слични, со сличен менталитет. Сите сме различни, но сепак сме тие истите. Да, тоа е. Индивидуално, како и секаде. Мислам, јас стварно не можам да најдам разлика. А разлика од македонски концерт во Македонија, забава, свирка, настан, или овде? Дали има разлика во музиката која што ви ја бараат, ја свирите? Гледаш ли во тоа некаква си, да речеме, разлика? Не знам сега прво како ќе бидам сватен, но она што го кажуваат, се што е настрана се доживува поинаку него дома. Дома е дома, зборам Македонија, се е супер, но кога си надвор, некако поинаку те доживуваат луѓето, има повеќе емоција, повеќе, знаеш, секако некако се е по-наелектризирано и да речем за нас по-убаво. Долго време те исчекувале луѓето, за прв пат те запознаваат, те знаат само преку YouTube или другите платформи, а кај нас, знаеш, те доживува секој ден, си присутен си секаде и од тој аспект, навистина, овие патувања ни се омилени, да кажам сега. Вака, концертите, како репертуар, нема многу некоја голема разлика и ние дури не ни знаеме искрено што ќе свириме вечерта на концертот, затоа што е цело време јас пред да започнеме и сите што биле до сега, кажам дека ова не е обичен концерт кај што сега треба да седиме и да гледаме музика, него дојдовме тука, нашата цел и мисија е да си поминеме убаво, вие да си поминете убаво, ние секако си поминуваме затоа што го работиме тоа што го сакаме. Така да е невидна музичка дружба, забава, емоција. Така немам некоја, да кажам, посебна дефиниција. Сите ќе речат, бевме на турнеја. Бевме, шетавме, пеевме, но како изгледа Кира да се организира една турнеја?
Како наоѓате човек на кој што може да му верувате дека ете, тој ќе ни организира турнејата во Америка? Малку во оваа македонска, да кажам, музичка индустрија, работите како и за се поставени поинаку, барем ние како што го доживуваме од страна. Во тој аспект мислам дека другите музички индустрии се малку понапред од тип на организација. Немам забелешки за организацијата. Турнејата се договара многу порано. Значи, може би година дена порано се бара тајмингот, кога ние можеме да бидеме слободни со оглед на нашето темпо. Знаеш, премногу пред време се договараат настаните и немаш многу во кој период од годината би го распоредил тоа патување. И најголем дел ги распоредуваме во месеците јануари, февруари, март, кога да кажеме еве и во Македонија се некои релаксирани месеци и еве неколку години во тој период одевме на турнеја за Австралија. И пред година дена се знаат, се припремаат визи, услови, распоред на градови. Тоа најдобро го знаат луѓето што се оттаму. Менаџерите во случајов, дали може да се постигне да се стигне од едно место до друго, треба да се вози, па треба да се лета, па дали ќе бидеме одморени, уморни, капацитетот на салите. Тоа е една цела, да речам, наука што се обидуваме да изменаџираме колку што може, но главна, да кажам, главно е зборот на менаџерот што ја превзема целата одговорност. Вашиот менаџер? Да. Во секоја дел од Европа или во ваквото си има човек задолжен што се нафатил да го организира тоа. Како знаете како да му верувате? Сигурно сум дека за Америка конкретно ви дошле неколку луѓе кои што ви предложиле турнеја. Понуди. Ние преговараме 3-4 години има, да кажам, покани од овој дел на светот, но не се најде искрено и не се најде ни тајминг, затоа што веќе беше во процедура друго, некое патување, снимање. Знаете како? Овие патувања се интересни, но цело време сега, овака за прв пат, генерално разговорот во групата се темели на тоа, имаме премногу, да кажам, побарувања и сите овие големи турнеи одземаат многу време, многу енергија, се вадат визи, документи, веќе си 20 и неколку дена одсутен од дома, тоа цело треба да го изменаџираш и семејството, знаеш, пак сме, да кажам, главата на семејството нема да биде тука, мора сите тековни работи да ги заврши за те. И затоа се сведени на минимум, да не испадне се дека не знам. Но, например, стварно се захтевни овие големите турнеи. Менаџерот како го одбираме, се оди на претходно некое искуство кој што го имал со него. И да бидам искрен, не се многу сега, па ние да имаме многу голем избор, сега дека не знам колку. Двајца нека се, ама треба да го одбереш правиот, така? Да, и генерално нашиот однос е само да биде ферплей и не пребаруваме ништо, основните услови да се запазени и нема, за сега не сме промашиле. Имате ли листа? Сите имаат некаква си листа, не знам, храна да има, ваква, таква, пешкири, куќа. Не. Имате ли такви? Не, дотаму не е. Знам дека има такви листи, поготово балканските земји, пејачи и пејачки на кои ние сме многу така слаби, да кажам, но кај нас е поинаку основни услови што треба да се исполнат, од тип на оние големи патувања од старт се дека треба да се вози по 12 часа и после тоа да имаш концерт од 6 часа во живо, да пееш 5 часа, мислам тоа е физички неизводливо. И со тој аспект треба да се патува со авион, да имаш нормално сместување. Тие се условите, нема генерално се истите услови за по Европа, каде и да патуваме. И сместување и превозот, тоа е, мислам, пред да почне да се преговара,
Значи не се возите, например, од Њу Јорк да возите на кај Чикаго, Не, одите авионски. летавме со авион, да. Така. Да. Што тоа беа нашите услови. Многу од колегите и верувам дека и се возеле, немам ништо против, но пренапорно е. Имаше моменти кога ќе патувавме и со автомобил, но сме сватиле дека многу ти одзема енергија, немаш време технички, затоа што најчесто концертите се во викенд, и се ти петок и сабота, сакал некел мора да се случи концертот, и тука е малку густото, да кажем. Ке те прашам за менаџирањето со парите. Доаѓа менаџерот, како оди тој дел од договорот? Вие сте договорени на една сума и таа ви се исплаќа, а се останато си заработува менаџерот или од процент, или од бакшиш, како оди Не сме имале до сега искуство, имаше неколку, да кажем, тој момент на процент е многу, да кажем, ризична варијанта, затоа што непотребно, како прво нема ни многу увид, а веќе и има многу фактори што може да ги изместат оние меѓучовечки односи. Гледаме цело време да останеме надвор од целиот организацијски момент поврзан со парите. Зашто се врти околу парите и не сакаме за некоја, да речем, одредена ситна сума сега да се наруши целиот амбиент и хармонија што мора да ја има за да се оствари на турнеја. Значи, ако од старт се е наелектризирана ситуацијата, ќе се одрази на нас и на сите, и гледаме тие работи од претходно да се расчистат. Така да тој момент на парите не е, мислам, сите така функционираат, одредена сума за концерт. Така. И сега, дали концертот има 1000 гости или има 100 гости, тоа е само, мислам, е за нас истото, за тоа што секако организаторот ќе има повеќе бенефит. Инаку, што од нас ние даваме истата енергија и исто сме стимулирани за секаков тип на забава. Многу посетеност во концертите овде. Да. Многу побарувачка. Салите ви се мали. Мислам дека да. Мислам мали. Треба и поголеми сали. Прв пат сме сега во Америка, извини, и сега се соочиме со некои работи што немаме како да се оправдаме на луѓето. Имаше убави, да кажем, веројатно такви се условите, гледам и тука помеѓу македонците, да кажем, има некој ривалитет, има, не знам, но ти си одстрана и сега се чудиш како може, зашто, за да се направат сега баш за овој момент такви. Салите имаше убави сали, например во Њу Џерси имавме над 1000 посетеност, што за македонски услови, јас како што слушнав, се рекоа дека е преубаво, премногу, например во ранг на балканските звезди што дошле таму, и ние сме пресрекни, презадоволни, секаде капацитетите беа преполни. Верувам дека можело, како е за Чикаго конкретно, се бара карта плюс. Да, знам дека салата има одреден капацитет тука 400, 350, 400, што одамна е продаден. Се тоа е пак, кажам, проценка на менаџерскиот тим, дали одреден ризик докато се земе многу поголема сала. Верувам и дека претходно се навикнати на да редам побарувачка лимитирана, па сега ова е нешто во нивните, да речем, размислувања. Фала му на Господ што е така, но ми е пак, многу пишуваат и цело време се убедуваме за карта повеќе, што не зависи до нас. Знаете, овде стандардите, нели, во Америка мора точен лимит на гости да се запази. И ми е криво што многу луѓе останаа така без карти. Можеше да се изведе на друг начин, но ајде, ќе останеме должни за следното доаѓање. Лекција за друг пат. Да. Кога станува збор за маестро, и ти како дел од маестро, врвот и тука сте тука. Значи, ти благодарам. Не, навистина, така ве доживуваат. Тоа е маестро, да не се лажеме, го заслуживте тоа.
Благодарам. Со долга работа, посветена, квалитет и Да. ентузијазам. Па вака, маестро, сме 6 члена, пред се, како и за се, кога ќе го кажам, како од бизнис момент, веќе ние функционираме како семејство, како бизнис, како музичко семејство, како и да е. Премногу сме заедно сите. И да речем 6 луѓе, 6 карактери. Многу е потешко да се споиш како карактер отколку како музичар. И тука имаме среќа, да кажам, што некако така судбината, картите се споја, токму тие 6 души да сме од сите страни на Македонија во музичките, секој со свој музички пат, да се споиме во една ваква комбинација. Премногу имаме доверба, тоа не храбри, како да кажем, не знам. Како фамилија сте, Како така? фамилија немаме предрасуди, имаме нормални разговори, кавги. Зашто се карате најмногу? Па најмногу се караме за поделени ни се мислењата во однос на во кој правец треба да се движиме како бенд. Од тип на дали треба, например, околу календарот се караме најмногу, дали треба да се, ако веќе едниот ден сме во Гевгелија, следниот ден не бараат да одиме во Охрид. И се, дали физички ние може да постигнеме да патуваме до Охрид, или па може да застанеме на некоја друго поблиску место, за да дали треба да прифатиме работата, после Охрид треба па да се вратиме во Струмица, например. И сега сладки маки, дали, тоа секојдневно се случува. Значи, не збориме за едно инцидентно, сега ќе одиме и тоа ќе... Него ти го работиш секој викенд, тоа четврток, петок, сабота, недела, ти си на пат. И се тоа ни зема многу енергија, ние треба да спиеме, треба да си одморен, луѓето очекуваат од тебе да си наспан, да си насмеан, да и за секој, и за инструментот, и за гласот, сонот е најбитен. И тука сега, и има дел од колегите, ајбе ќе одиме, тој ни е пријател, ќе направиме представка, ќе преспиеме по пат, други викаме, да бе, чека малце, значи многу доцна завршуваме, рано треба да станеме, последниот ден патуваме, одиме за Хрватска. И тука, и одиме на тип на гласање, цело време гласаме, мислам се е демократско, и дозволени се подкупувања, киднапирање пратеници, се е дозволено. Дали се смеев кога бевме сега во... Ево, ќе скршна малку од темата сега. Сега дојдовме за Чикаго, еден преубав, да кажем, објект, куќа, кај ќе бидеме сместени 5 дена. И сега куќата има 4 спални и се останато. Како, кој, каде да... Сите се различни. Една е со бања, другата е со голем телевизор, сите има свој, но кој каде да биде сместен и се чуди сега менаџерот. Вика, добро, како ќе се поделите сега? Викам, транспарентно, како за избор на со кугла вртиме ливчиња и секој си бира по едно бројче. Јас сум соба број 1. Чао. Најрегуларно. И така да има една доза на хумор, ама генерално добро ги организираме до сега работите. Какви карактери ви има во групата? Значи, сигурно има некој што најмногу ве смее, некој кој што балансира, некој кој што е водич, некој кој што е најгласен. Истото тоа, значи 6 луѓе, 6 толку сме многу различни, што значи едниот тоа што го има во помалку, да речем, другиот го има во изобилие спротивното и го надополнува од спротивното. И сега, например, не знам сега како карактери, посебно сите, еве Иле, ќе ги набројам сите. Иле е... Поздрав за сите. Илија Филиповски, виолинистот, многу скромен, многу одмерен, многу темелен и секој си има свој удел во групата. Значи, Иле е задолжен за сите оние што се доверливи работи од тип на организацијски
или покрај музичкото образование има и завршено магистратура правен факултет и е дипломиран правник. И таа, да кажам, негова втора професија му испливува на моменти сите тие прогнози, статистики, купување авионски билети, хотели, букирања, се му е останато, чекирање багаж, се што е, да кажам, поврзано со тој дел на организацијски го покрива или покрај музичките квалитети, да кажам сега како забавувач и вака како силуета што е сликата на бендот, тоа му е втората страна, да кажам. Пак ќе кажам, Александар Тренковски, кларинетистот исто, тој, например, сме различно организирани. Имаме службени телефони, едниот службен телефон е кај него и тој ротира цело време службениот телефон, затоа што е малку тешко да го поседуваш тој телефон, зашто многу звони цело време, има јавување и ти треба да одговориш љубезно на сите јавувања. И тој е кај него и тој имам најмногу нерви за да се справи со постојано да враќа на сите. Музичкиот дел неспорен, прекрасен кларинетист. Тој е задолжен за оној организацијскиот првиот дел за датумите. Војче Петрушев, хармоникаш, прекрасна личност. Генерално да кажам, темпераментен, што многу позитивно темпераментен, што, да кажам, многу пати знае да и кога атмосферата малку ќе не умори сите, за него нема стоп. Нема стоп, нема умор, нека продолжи само така и се савркаваме. Војче е заложен за финансија, ако треба да се преговара негде. Тој е кралот на преговорите. Така ќе го излече максимумот. Ќе го излече максимумот, добре, да, знае. Знае многу неколку пати да сгреши, но вака генерално ова интерна шала се така се учи. Разбира. Така ние меѓу нас се го доживуваме. Љупче Георгиев е клавиатуристот. Јас со него претходно се познававме заедно, работеме како, да кажам, тандем музички и така и заедно влегавме во групата. Тој беше професор по народни инструменти во Штип, повеќе не е си и тој исто така како и ние напушти од државната работа. Љупче е, да кажам, многу исто битен сегмент од бендот, покрај тоа што исто така пее, да кажам, вокал во групата, кој слободно може и да покрие целиот музички настан. Поделени сме многу стилски и како гласови, например, јас сум бас баритон по роđење, што викат. Он е висок тенор и се надополнуваме сите тие стил на песни што јас, пример, и дали да одморам, дали него повеќе му лежат од различни стилови на музика, тој ги покрива прекрасно, свири и народни инструменти, и клавиатури, и задолжен за техничкиот дел од типот на звук. Значи, се што е поврзано за звук, организација на звук, звучници, вакви, такви, миксета, штимање, тоа не е Љупче. Цело време сите му се упатуваме на него со погледите. Љупче, дај, ако можеш нешто, помогни ми тука на Тоа е Љупче Георгиев и бумњарот Гаврил Дуковски. Гаврил е прекрасен човек, одличен тапанар. Тој е да кажем, последен нов во групата, последни веќе 4 години. Многу нема на оние видеозаписи, зашто тие се снимени веќе пред 5 години. Тој не е на тие, но веќе комотно го заслужи местото и е неприкосновен на тоа што го работи пред се како човек. И тоа е на кратко вака една слика за секој од нас. А твојата улога која е? Мојата улога е да си пеам. Не, се шалам. Јас, како и се, генерално ги менаџираш работите, јас покрај тоа ги работам оние социјални медиуми, од тип на, имам така една
пасија, да кажам, работа со монтажа на видеа и слики, плакати, тие јас ги изработувам, немаме некој човек, продукција што работи за нас, него се што е плакат, јас го работам од тој аспект на рекламни материјали, социјални медиуми, сите сме поврзани за акаунтот, значи кој да пишем на социјалните мрежи, му враќа некој од нас, значи немаме човек што ни го води ова каналот и акаунтот, него секој од нас, ако е слободен, враќа на одредена порака. Се размислиле да вработите менаџер, некој кој што ќе го крева телефонот, ќе ви договара настапи, едноставно маестро ќе бидат само добро кога имаме, добро, одиме тогаш на 8, 9, 10 и така натаму. Имаше такви размислувања, можеби е полесно, но многу е тешко да го најдеш правиот човек, зашто премногу треба да е запознаен со оваа проблематика и атмосфера. И нашите карактери мора да е некој од музичката фела, за да знае за што разговараме. До сега не се нашол некој таков и кога ќе го поделиме ова се на 6 луѓе, не е голем товарот, да кажем. Секој си има свој сектор и знаеме за сега да балансираме, треба пак да биде некој што многу добро не познава и знае да процени дали се треба да ни закаже концерт во Загреб, а претходниот ден сме во Струмица и сега он може ќе го закаже, сега ние треба да дадеме максимум, ќе ни земе данок за следниот ден од тој аспект. Така да. Дали маестро е она што е денес, пред неколку години зборам од членовите. Ти се вклучи, беше друг пеач претходно. Да. Како што рече бубњарот се смени. Зошто доаѓа до тие промени? Затоа што си одат оние членови веќе ме доста или затоа што доаѓа до недоразбирање? Вака, маестро функционира како група е настаната веќе 13-та година, 14-та, тука негде. Јас сум, ова е моја 8-ма година како сум делот. Како и за сите, да кажам, професии и бизниси, можно е да има несогласувања, што не беше случајов за конкретниве промени каде што бев јас. И јас бев претходно дел од друг бенд, па имав, да кажам, кариера, снимав собствени песни. Конкретно делови од луѓето што, се не во нивно име да зборам, но знам дека конкретно еден од членовите што беше претходно, на негова иницијатива се напуши затоа што темпото беше пресилно за тоа што го сака и може да го издржи. Тоа беше клучното што и во еден момент дојдовме на еден крстопат каде што мораше да процениме дали ќе се посветиме 100% на ова или ќе го работиме како второстепена професија. Тоа вклучуваше давање отказ од државната работа, што знаете во македонски услови дека државно е закон. Закон. И тука мораше да пресечеме колегата супер, ќе го поздравам Трајче Ристо, претходниот тапанар, одличен исто така инструменталист, вработен и тој колега во танец. Си остана работи во танец, супер. И на негова иницијатива се случи промената, да кажам, без некакви превирања или кавги, не знам. Но така се случи, едноставно ние дадовме сите отказ, се посветивме на ова 100% и така. Кажи ми за отказите. Како се собравте вака, ете? Маестро си седна на кафе и си рекоа од утре веќе крај. Како дојде до таа идеја сите членови да дадете отказ од танец и да се посветите 100% на маестро? Па да, танец е една убава приказна искрено во мојот живот. Јас бев таму вработен 18 години, од 2007. Што е еден долг период. Најубавите работи во животот ми се случиле таму, супер многу патување. Прекрасна институција, прекрасна професија, луѓето внатре исто така. Но дојде еден момент каде што маестро
порасна и додавме се соочивме со проблем. Веќе, како она што го кажав, свадбите, настаните се договараат многу пред време, ти им ветуваш на луѓето дека на нивниот најбав ден, единствен во животот, ќе бидеш на тој и тој датум таму. За некои си 2-3 пати во кариерата. Да. Некои прават свадба, ќе се разведат, па пак. Да, добро, има секакви. Супер е тоа. И доаѓаш до ситуација каде што не си сигурен дали на тој датум ќе бидеш ти слободен. Сите сме луѓе, може да се разболиме, може некој од нас да отсуства. Факт. Не можеш да знаеш дека следната година на тој јуни ќе бидеш таму. Но мора да го задржиш на професионалното. Танец како професија е таков тип на работа, каде што се почини патувања, концерти. И тука еден добар период, година, дена, се обидувавме, мачевме да ги избалансираме двете работи. Зашто после короната веќе се доби една експанзија во Маестро, каде што не можевме да се справиме со толку побарувачка, да кажам. И менаџиравме колку што можевме да менаџираме, но рековме доста е. Ако веќе си го сакаме тоа што го правиме, да го правиме со цело срце и да се посветиме 100%. Сите ни дадовме отказ од Танец четворицата. Љупче беше работен професор во музичкото во Штип, исто така и тој си даде отказ. И бубњарот беше вработен, и тој си даде. И сега сите сме посветени само на тоа и клучното е тоа, рецептот за успехот е само тоа. Да се посветиш 100% на тоа што го работиш. Јас верувам дека само тоа е клуч за успехот. Како дојде ти во Маестро? Кој ти се јави? Јас знаеш, мала е Македонија, музичкиот свет е мал, се познававме претходно најдолго се познавав со Иле. Иле е помлад од мене, неколку години. Да кажам, како помало братче, да кажам. Вистина го сакам и претходно и сме се имале неколку настапи заедно да се погодиме на иста забава, тој да биде и јас да бидам, и така некако паралелно ни се движеа патиштата. Тие си функционира уште од самиот почеток. Маестро супер да се како освежување дојде на музичката сцена. И така цело време како ќе има шанси, ќе видиш ние заедно. Јас си бев во друга група, но немаше никаков, знаеш, комфортно си се движевме. Супер сте вие, супер сум јас, ќе се движиме како треба да биде, ќе биде. И така се случи во еден момент, нивниот претходен пејач на негова иницијатива се трга од бендот, се прави соло кариера, супер, мислам, и поздрав и за него, Бобан. И се ослободи местото, да кажам. А јас во тој период фестивали веќе си снимав паралелно, си работев сам, работев со клавиатуристот, со Љупче, си бевме двајцата и викам, супер, и вика, добро, еве, супер прилика да се, конечно, да се споиме. Викам, да, супер, еве, мој предлог беше да бидеме заедно, кога веќе знаев дека ќе биде успешно, како да ти кажам. Мислам, бев сигурен. Викам, добро, да подуслов да влеземе двајцата со Љупче, да бидеме со клавиатуристот, затоа што знам што не очекува, ќе има многу работа и мора да има двајца пејачи во бендот. Знаеш, претешко е да се остане само со еден вокал. Сте размислиле за женски вокал? Уф. Многу луѓе не прашуваат зашто немате женски вокал. Многу ретко настапуваме со женски вокал. Скоро и, да кажам, не знам, во годината еднаш-два пати, ако самите млади не понудат. Но како пакет сме таков состав. Немам ништо против женскиот вокал, но ова е сигурно тло. Жените не даваат. Нема потреба сега за сега. Не даваат. Се жалам. Како и да е, ама најкомодни сме, знаеш. Така. Се веќе ќе се размрда, супер функционираат и бендови со пејачка,
но тоа е сосема друга начин на организација на бендот. Имаме секакви примери, супер е све, вака за сега не би менувал ништо. Добро. Кире пред маестро, пред музичка кариера, Кире Кога се роди? кога се роди, кога беше бебе. Си роден во Скопје, имаш брат, пораснавте заедно, од мал сакаш хармоника да свириш, Браво. учиш, си фокусиран на тоа, си дел од разни музички друштва. Никогаш прво не сум бил на подкаст. Значи никогаш не сум имал прилика и не сум бил човек што многу стреми да се афирмира на медиуми. И така да и мене ми е ова едно ново искуство и тебе, да кажам, прво шанса да вака да си имаме отворен разговор. Ти благодарам за поканата уште еднаш и за оваа шанса за да си направиме ваков интимен, искрен муабет. Ништо, јас сум роден 13. мај 83-та во Скопје. Далечната веќе остаревме. Среќа што сум со помлади во бендот, па малце со нив се подмладувам и јас. И роден сум во Скопје. Родители, татко ми, мајка ми, прекрасни луѓе, изгледа две деца, јас и брат ми Александар. Тој е сосема во друга професија. Што работи он? Стоматолог, дипломиран стоматолог. Прекрасна личност. Јас уште од мал почнав да на желба на родителите ме насочија кон музичко образование. Веројатно виделе некој талент. Немам никој музичар во семејството. Освен прадедо ти? Освен имам прадедо, на татко ми дедо, тој бил татко ми е потекло од Прилепскиот крај, мајка ми е од Куманово. И така, но првите пушки сум јас. Јас сум роден во Скопје, но коренот си е таму. И тој, како што знам, јас не го познам прадедо бил, но бил на многу, на првите фестивали во Долнене бил, да кажам, еден од изведувачите дури наградуван. Гајдаџија. Тоа е единственото вака некој што има музичко вака од семејството што некој ген така. Ген, некој залутан. И јас продолжувам, почнувам со музичко образование во тогаш пионерски дом Карпош, хармоника. Татко ми многу сакаше да свирам хармоника. До негде му исполнив желбата, но виде дека многу се шалам. Ја и до скоро имав и хармоника, знаам вака за интимни седенки да се засвири, но последниве години се оддадов на пеењето. После тоа следуваше средно музичко и како што си во тој круг веќе па факултетот за музичка уметност, паралелно членував во игрорни друштва, во Григор Павличев, Кочо Рацин, Мирче Ацев пее во хор години, прекрасни искуства, патувања со една друга хорска музика. Пеја во црковни хорови. Почнав да се созреваме музички. На сосема спонтан начин почнав да пеам, тоест првин заедно и свирев и пеев. И така некако пораснавме, тој процес на созревање музичко, слушаш, учиш, свириш, патуваш едно. И следното ми беше во музичката група Академци. Така се појави. Која година се зачлени таму? Па тоа беше негде истото со Мак Звезди таа година. Да се вратиме на Мак Звезди. Ајде. Бев дел од тој проект. Влегов и јас како после тоа, затоа што првата водителка знам се одсели за Австралија отиде. Така нешто беше, да. И дојдов јас, ко водител со Драган Вучич, ми беше одличен проект, одлична одскочна даска. Драган беше одличен човек. Драган беше магионичар. Бог да го прости, беше онака, знаеше, беше визионер. Знаеше што се гледа, што се слуша, што се работи, беше темелен. Точно му беше. Јас имам многу убави искуства, јас сум близок пријател и со Мартин Вучич, но врската со Драган беше сосема поинака и на вистина се најдобро и многу ретко човек да ги поседува тие работи што ги имаше, тој имаше чувство, имаше посебна енергија и знаеше да процени. Меѓу другото и оној проект Мак Звезди беше на вистина бум.
Да, сега има разни аудиции, разни шоа, но тогаш за тоа време, зборам 2007 и 2008, тоа беше навистина убав проект, мое одлично искуство, каде што те запознав, каде што беше дел од учесниците. Како дојде до тоа твое учество на Мак Звезди? Се појави на аудиција? Тогаш јас паралелно, мислам, работев моментално, почнував активно со пеење по скопските ноќни клубови, така, со колегата Дејан, и знам дека тој ме пријавил и ми рече, има ново шоу, Мак Звезди, вика, јас те пријавив. И така испадна. И супер беше, мислам, ти си свесна, тогаш за македонски услови ние бевме во шок со патувања, со онакви со автограми, деца доаѓа од школи пред универзална. Тогаш нели Владко Лозановски, Дарко Илиевски, многу имаше многу, да кажам, свежа музичка крв во. Тоа беше после смртта на Тоше и така тој вакуум некако дојде многу освежување за музичката сцена, се полнеа сали, се беше супер, мислам. Во тоа време беше во живо од универзална сала. И за сите што не знаат, Мак Звезди беше талент шоу каде што музичари се пријавуваа, учествуваа и најдобриот се избра, да речеме. Така, па тоа беше време кога, да кажеме, она паралелно во тогаш во Србија Звезда Гранда што беше, ова беше малтене на исто ниво. Така и беше замислено и беше многу силно и многу храбро и многу пратено од медиуми, не знам, патување не следеа. Мислам, прекрасно искуство и многу ми е жал што сгасна на тој начин. Но ете, така требало да биде. Тоа беше супер дружби. И од тука, да кажам, јас веќе морав да се одлучам, дојдов покана од исто така, од академци музичка група, супер професионалци исто така, долги години работевме заедно и со нив 7-8 години, снимавме, патуваме, свираме, правиме, но таму беше моментот, генерацијската разлика. Музиката е и општо професија кај има крај, ти го имаш пикот, но не може да, сурова е публиката, мора да одреден, како и спортот, до одредена година си и после тоа се појавуваат. Тука беше, ние бевме многу разлика од некои 20 на години, се правевме што успеавме тие години се изработија многу прекрасни луѓе, искуства, се најубаво, немам збор, но јас сватив дека до еден момент мора да пресечам, секогаш сум сакал храбри одлуки и тогаш сам се тргнав од ваквото, од бендот и си продолжив неколку години фестивали, појавувања, патувања, функционирав како соло пејач. Како ти течеше кариерата? Како е да се гради соло пејач, кога веќе си бил дел од бенд, па си соло, потоа пак влегуваш во маестро, но сам си ги бираш песните, сам пееш, сам одиш, свириш, сам треба да настапуваш, да си најдеш тезга по... Тешко е. Јас ги разбирам сите овие што функционираат, колегите што функционираат. Соло е претешко, што се оставено на тебе. Прескапо, една песна, едно појавување, еден спот, еден фестивал, една облека, да не бидеш... Сенсот, многу се ретки тие што знаат да проценат, да кажам, дали спонзорства, тоа нема таков тренд кај нас. За тие години, тие услови, добро, супер бил. Јас издадов и албум, бев и наградуван на фестивали, имав и настапи, работев. Но главниот проблем ми беше што луѓето сакаат да те изнемат, да те викнат за некоја веселба, свадба, што и да е, како пакет со бенд. Сега ти си зависен од музиката, секој пејач е зависен од бендот. И тука е цело време таа добар пејач, за да го наплати неговото, мора да земе поевтин бенд. Така. Ако земеш добар бенд, тогаш ти не си го наплатил името и снимањето и се останато. И тука цело време се лизнуваме сите и цело време, ако сакаш
да звучи добро, треба да земеш добри музичари. Добрите музичари штат повеќе пари. И таа е цело време. Кругот. И јас бев уморен. Јас супер соработував со прекрасни музичари, тогаш работев со, но ми се уморував затоа што генерално не е толку парите, но добрите музичари се зафатени. Се ти си дал збор, да, слободен сум, но немаш бенд, ти немаш активен бенд. И ден денес јас гледам по естрадата од Балканов, главните звезди си имаат вработен бенд, што по секој он му дава плата, имал или немал, бендот мора да биде на стендбај. И кај нас го нема тоа, бендот ти вика дај ми работа инаку јас ке си го пополнам датумот. Така. И тоа толку ме уморуваше некако и кога дојдела со маестро, викам нит ми треба нит соло. Знаеш дека си имаш 6 души што заедно дишете, заедно грабате, како треба и заедно грешиме, ама сме заедно и веќе успехот е неминовен. Соло кариера веќе нема граде. Нема потреба. Нема потреба, да. Јас сум изреализиран, знаеш како ги викам, јас ги прилежав тие си паници. Не патам од тоа како име и презиме да оставам. Доволно исто сите оставаме сега кога сме вложени. Она што треба да остане, ќе остане и како група. Така. Нема потреба, знаеш, цело време има некоја игра, името, па бендот, нема, знаеш, искрено го правиме. Сите ако гледаме дека сите сме искрени во намерите, сите сме исти, јас сум пеач, јас ги пеам песните, но исто јас не би бил без ритамот и без музиката. Супер, даваш ти слика на песната, убаво е да знаат, но не по секоја цена да се растури нешто за јас да испливам, нема потреба. Професионално гледаме до кај работата. Приватно. Ајде. До кај е приватно работата? Ке речеш во Тајна си се случија многу убави работи. Таму е запозна сопругата Весна. Да. Со која сте веќе 13 години заедно. Да. Како ја запозна Весна? Како беа почетоците? Па добро, да јас во Танец дојдов како ерген, да кажам. Така. Супер, убави моменти. Јас сопругата Весна ја знаев и претходно. Значи не ја видов тогаш за прв пат. Имавме интересна приказна, има една што никогаш не сум ја кажал. Имавме заеднички друштва. Таа беше, да кажам, има старо кумство кај еден мој другар од детството, од школството што беше. И цело време си имале, како да кажам, кумата, така некој. И се кумата ја гледам во Танец. Еве кумата. Кумата. И на крај се изврзаа приказните. Мислам, нема прекрасна личност, многу битна во мојата кариера, што знаеш, без она разбирање и поддршка, џабе е с кариерите, ако ти она дома гнездото не ти е топло и убаво. Тој момент, фала му на Господ, го имам керкичка, Јована, веќе женска, 7,5 години. Така, од тој аспект сум комплетен и пресреќен што таа ми е базата, тврдината, а натаму се што се гради е плюс. И фала им што постојат и што се излегува таква, да кажам, судбината да сме заедно и се разбираме, имаме, таа го знае овој, да кажем, музичкиот свет, зашто заедно бевме во Танец, патувавме, ги знае сите слабости и добри убави страни на турнеите, на музиката. Таа е музичкиот свет, таа исто така од музичко семејство, незините родители се долги години со фолклорот. Имаме заеднички пријатели, се не е испреплетено, нема, мислам, убави, да кажам, моменти. Танец како Танец не спои. Сега таа си остана таму, си супер истакнат играч, мислам, не дека е, но навистина е добра во тоа што го работи. Пеете на многу свадби. Не може да се стигне до вас. Каква беше вашата свадба?
Кој ви пееше на вашата свадба? Уф. Свадбата кај музичар е интересна работа. Музичарите се, знаеш, премногу сме наслушани со многу музика и сега ти сакаш нешто што генерално многу не го сакат. Не дека не го сакат. Но има песни што не се толку популарни, а тебе што ти се омилени. И тука имавме, да речем, јас не се сомневам за музиката и пак кажам, знаев дека забавата е од 100% загарантирана. Го викнаме Целтане за прв пат во да кажам години. Цел ансамбл беше гостин, зашто бевме заеднички од двете страни, нели? И таа, како што кажа, во музичко семејство, тогаш свира група Фортуна, јас исто така кум ми е Владко Миладиновски, прекрасна личност, беше Војо Стојановски, да беше направила македонска свадба. И ден денес многу така знаат да колегите од Танес да ја спомнат како една од поубавите, не сега дека нека моја, но искрена беше, нормална македонска свадба. Каде беше? Во Скопје, во Холидин. Ништо спектакуларно, знаеш, кога си од светот на свадбите, јас дури да не го доживав тоа, но генерално жените, невестите се тие што јас сега гледам, имам керка, ден денес гледав цртани со принцези, јас на мојата свадба. Вие, жените, поинако ја доживуваат, не дека не е супер свадба е свадба, но жената е клучот за да кажем, за организација, за тие моменти, ништо не е премакна, не се секире, се смени, се беше запазено, а јас бев фокусиран само да биде добра забава и како и сите, да кажем, машкава страна е порелаксирана, машкото. Женската ги приметуваат сите работи што не е. Се е на наша глава. Па сами си земате за некако така. Јас дури имавме еден момент кај што добро ќе го кажам, се закажувам, ние многу несериозно ја свативме свадбата. Да кажам, јас ја побрав, се ние на петок 13. Јас сум роден на петок 13, таа на 13, свадбата на 13, јас побарав на петок 13. Тој би е некако како 13 ми, викам мора и свадбата да биде на 13. Така. И знаевме дури и бевме на турнеја во Украина и се вратиме 3 дена пред свадба. Ништо не бевме организирано. Мислам, имавме организирано, ама не бевме тука. И тоа беше седен таков хаос на брзинка. И доаѓаме во ресторанот и супер, јас се познавам нели со тие таму. И тука ќе биде свадбата, еве вака ќе биде поставено. И жена ми вика, ама вика не може вака, не беа вика овие завеси кога бевме ние пред 6 месеци. Кам, добро и па не може вика, не ни одговара со китенето. И го прашувам тој менаџерот, викам, да вика права вика, овие летна сега е зимска варијанта вика. Нема, викам, кај ги примети завезите пред 6 месеци. Леле. И викам, браво, како, значи, добар фокус. И така, се изменаџирува, беше весело, така да, свадба ко свадба. Која година беше тоа? 2012. Така. После тоа ви се раѓа Јована? Јована се родена 2018. Така. Животот тера, кариерата оди во нагорна линија. Немаш слободно време, Кире? Имаш, ама и па немаш. Немам. Види, пак немаш слободно време кога другите имаат слободно време. Јас така ќе го дефинирам. Јас сега од кога се посметивме на ова, ние сме ангажирани само најчесто викенди, некогаш и еден ден преку недела, 2 дена. Так. Но од понеделник до четврток, петок јас сум слободен. Значи јас го носам детето во школа, јас земам од школа и сум присутен тука. Сега овие патувања нормално, но генерално низ годините го сватив тој момент на дека ти не си тука кога сите се тука. И тоа малце ми беше тешко да го пребродам, знаеш. Сите се собираат за викенд, сите друштва, пријатели, роднини, се случува за викендот. Луѓето, викендот им е ден за дружба, за одмор. Ти викендот не си тука. И ми требаше години да сватам дури многу
да речам, пријателства згасна, затоа што ти немаш технички време да посветиш на тие луѓе. И ми беше тешко. До после ја свртев приказната, викам, добро, па зошто јас треба да правам отстапка за мојата работа за викенд, зашто да не се видиме во вторник. Убав ден е вторник и исто така сончев како и сабота. Така. И сега тие што сме окружувањето, пријатели, мислам, знаат мојот тип на работа и се организираме да биде нешто преку недела тие дружбите што се. Ете, пак ќе кажам, се на гласање, се гласа, дури знаеме кога ќе одиме на одмор 2027, точно кој викенд ни е ослободен за да одиме на одмор. 2027. Да, оваа викенд. Овај Пред некој веќе ден беше гласањето кој викенд да биде да го ставиме за одмор, да одиме на одмор. затоа што 2026 е веќе Не, 27 веќе и 27 е резервирано. Да, веќе над 40 свадби има договорено. Колку свадби имате годишно? Па лани иле по статистиките. Добро, ама ете, 110 имаше до лани. 10. Која Како ви е свадби. рекордна година Како со свадби? свадби. Мада, пак кажам, толку максимумот е тоа од викенди, од денови. Ние не можеш и Да. премногу. Има и други настапи, концерти. Да. Нова година, патување, дочеци, да. Да, матури. Доволно е, не претеруваме. Гледаме да бидеме нормални, да останеме здрави и одморени и да потраеме. Тоа е. Значи, технички гледано, тие што се запишуваат сега средно школа, може да ви се јават за матура за 4 години, да ве резервираат, затоа што нема термин. Фала, Матуранти да не нема. испадне секако фале, јас искрено не ни сакав да го наметнеме те ме праша. Да, си правиме муабет. Што прави твојата фамилија кога не си викенди тука? Како се навикнаа? Не сум викенди. Јас голем дел сме 99% сме во Македонија. Мислам, патувањата има многу гостувања во Хрватска имаме. Србија, во Бугарија, сегде сме биле. Но големиот дел сме во Македонија. И, знаеш, кај Македонија е мала земја, знаеш. 2-3 сати вамо таму. Веќе си дома и си возиме и се ни е времето ни е точно испланирано. Имаме фирма што ни мести озвучување, инструменти, доаѓаме на готово што сте вика, го купуваме времето за професионалното. Значи не одиме пред време порано се 3 сати за да се местиме, него имаме Така. луѓе што го работат тоа со цел да бидеме поодморени да си го купиме. Така да јас и во работен викенд од сабајлето до 6 саат сум дома. Јас кажам на керка, викам, тато, до работа ти кога спиеш, ти цел, кога ќе станеш од спиење. Тука сум јас. Ја. Сега може да спијам, Ама пак сум тука. ама сум тука технички. Кога одите на патување, да речеме, низ Европа, ака турнеја, Хрватска, ги носите фамилиите со вас, знаете да направите така фамилиарни патувања? Па се случувало, тешко е да сите 6 сопруги се во различна дејност и тешко е за менаџирање. Имаме моменти кога сме се организирале, но многу е комплицирано, не сега дека ние мора сами да патуваме, но не може сите да се оклопиме, сите имаме семејства, деца. Тоа е еден општ хаос, како да ти кажам. Ова дете фатило си паници, ова кашла, Тоа плаче. ова плаче, ова голем, ова мало, ова трудна сопругат. Значи, секој си имаме своја приказна дома. Имаме моменти кога се собираме. Пак ќе кажам, ние најмногу, дружбите се сведени на групата. Тоа сакале ние или не сакале, ние сме цело време заедно и сите оние собирањки неколку пати во годината на големо се одбележуваат, зашто немаме време кога да ги прославиме нашите лични работи, си правиме поводи и тоа е еден роден ден, да кажем, на дете, тоа е како мини свадба се прави, си правиме, ние си доаѓаме со музики, со све, и тие ни се убавите моменти кога има шанса ние да се почувствуваме од другата страна, да се релаксираш и да се посветиш и да се забавуваш крајот на денот. Така да тие дружби ги правиме неколку пати во годината, фамилиарни, кога ќе се собереме сите. Се бараме поводи, дали слава, дали не знам како, но имаме разбирање за тие работи. Многу патувате, многу настапи, многу турнеи нагоре надоле. Добро, што јадете?
Еве ти како на пример што јадеш? Каква е твојата диета, исхрана за да звучиш? Да. Не сум лош. Јадеме нормално, сите сме нормални како и секој од нас. Генерално пак овие патувањата се малце комплицирани за исхраната. Немам пребирливи да кажам, некој од нас не е некој дека мора да Во 8 јајца, во 10 стек. Не. Например, Аце, кларинетистот, тој е мислам супер за секој го посакува тоа, но е да кажам фокусиран на исхраната затоа што ги пости сите пости. И секоја чест јас мислам си го знаеме тоа и генерално ако има некаков момент на зашто има денови кога скроз без храна, без масло нели тие како и тогаш знаеме да се регулира исхраната негде ако патуваме, има еден што пости и од тој аспект. Инаку ние другите сме како да ти кажам сега се е сведено еден дел сакаме да се здебелиме, еден дел сакаат да ослабат и тука да баш денес утро нешто што да појадуваме, имаше некоја нутела таму и тројца бегаат од благото, тројца се на благо. Така да Мора да има баланс, мора така? да има баланс, да. Ги спомнавме убавите работи, патувањата, смеењето. Која е темната страна на бизнисот? Која е темните моменти кои што ти се случиле, си ги искусил, за кои што никој не сака да зборува? Па види, знаеш како, музикава е ти си дојден во ситуација да го усрекиш најубавиот момент. Луѓето те викаат кога прават свадба или некој. И ти си задолжен за нивната среќа. Успешно го правиме се тоа. Тешко е моменти, тие самите се под емоција. И сега ти треба да се чувствуваш со нивната среќа и супер го правиме тоа. Сме вложени 100%. Да, имало моменти кај што ми било многу тешко. Имаше, ќе го кажам за прв пат, пак со подкастов. Се на прва. Пред 2 години, мајка ми завали од канцер. Тешко одеше многу месеци. Се изреметивме фамилиарно. И паралелно се тера кариера, да се тера и доаѓа една најава за турнеја во Австралија и како прогресираше целата работа, малтене бев свесен дека тука ќе биде крајот. И се случи, одиме за Австралија 27 декември 20. Договорено све, јас се испраќам со родителите, тргнувам на аеродром и ми се јава татко, ми вика, почина мајка ти. Се враќам и летам за Австралија. И не врска, да не бидам емотивен, се случи во Австралија некој проблем со визата, каде што 4 сати го поминувам рокот за влез во Австралија. Ова се случува, јас дома почината мајка ми, јас влегувам во авион. Не може да се одложи турнејата. Значи продадено карти, нема логика никаква. Јас влезем во авион. И немам контакт никаков 10 сати до Сингапур. Слетувам во Сингапур, не знам што се случува тука. Јас бев припремен, да бидам искрен. Брат ми беше тука, брат ми исто, како што кажав, приказната активен. Но јас не сум таму. Се симнувам во Сингапур ме симнуваат со име, презиме, ме креваат, вик Кирил Митовски десно. Немате виза, вика, за истечена ви е визата за Австралија. Превид на менаџерот, последниот ден за влез, кога ти важи визата, јас сум го намашал за 4 сати, зашто тогаш временска разлика Австралија, и јас ќе влезам во Австралија 4 сати подосна од предвиденото. И ме симнуваат мене во Сингапур. Продолжуваат, тројца не симнуваат мене, Иле и Војче. Другите, по грешка, мислам, по нормално добри им биле папирите, продолжуваат. И ние симнуваме во Сингапур. И јас не знам кај се наоѓам. Тука ми 3
телефонот, интернет, барам, погребот се случува. Јас со 6 диазепами во мене на аеродром во Сингапур. Хорор. И што се случи? Ми викаат, дајте, вика, има една опција за инцидентни случаи, ако си ја утнал влезот за визата, 24 сати со причина зошто ти се случило тоа, тогаш може да ти продолжиме визата. И јас звонам дома, се случуваат сите тие погребни церемонии. Морав да сликам посмртницата, да се преведе на англиски, да се даде во Сингапур, за да ми ја продолжат визата за 24 сати. Тоа беше хорор. И јас каснам еден ден во Австралија и слетувам на концерт. Саат пред концерт. 4 сати пред 4 концерт. сати. И тука ептен мислам има поддршка од колегите, вака само приметов дека ме гледаат вака и они во грч, знаеш, неубави моменти. Сега Што ти имаме кажат? конкретно имаме случај исто така на групата, исто така на нашиот тапанар татко му почина денес, беше 40 дена и тоа е во емоционална, да кажем, состојба и тоаш јас нема качен на бина, што ќе се жалиш. Тамо не тие се вакате, чекаат сите насмејани, очекуваат од тебе забава. Имаше кризни моменти, бев под медикаменти, таму мислам дека цела турнеја ми помина така првиот пат, како во магла беше се. Но ете, тој ми остана како тежок период, што се надевам дека и голем дел и не приметија, не сакав да дам до знаење сега што да кажам, да најавам и да сочувствуваат со мене, ќе си го уништат нивниот ден. Нема дури на крај, многу луѓе на крај дознаа, знаеше само тогаш на тој менаџер и знаеш како чека на мене се што ќе се случи. Можеше да се откаже турнејата. Не знам како би се изведало, немаше да биде во ниеден случај. Може би така требало да биде, ете, да кажем, животот е таков, секако ќе се случеше тоа. И така имам од тој момент, имам трауми, но знаеш, кога си вова, да работиш друга професија, може би, еве, не знам, што и да работиш, механичка професија, може би ќе си плачеш и ќе изработиш. Но тука се случува нешто во грлото, кај што ти не можеш, знаеш, како сте го осетиле оној момент на тага, кога ти е тука. Тоа не може да се борам со тоа и ќе се тренам на страна. Па кога ќе се погода некои песни, знаете, за мајка се 90% песните се за мајка. И тоа ми е така како нигде не сум го кажал ова, сега не знам како ќе биде сватено, но музиката има и темна страна. А ти Тоа е си таа таму темна за страна, да. Турнејата траеше колку дена? Таа турнеја траеше многу, 45 дена и од тогаш веќе толку многу долги турнеи немаме. Мислам, нема потреба да бидеме толку долго одсутни, кога може се да се направи во по-густ распоред. Па како кажав, доволно имаме побарувачка и пак сакаме да, знаеш, колку и да гледаме успешни приказни, но јас не сакам да го поминам животот со куферче на авион. Се враќате назад. Што се случува, Кире? Сега? Не, по Австралија. Австралија си продолжа животот, се исто. Како се чувствуваш? Како Нема црно и бело, Австралија, летно време, сонце пука, да се враќаш дома, магли минус 20 и темница, депресивно. Тешко, мислам, секој што се соочил со тоа знае, јас не треба се да кажувам, секој индивидуално си го носи во себе и си го доживува. Мора да продолжи, нема како, знаеш, јас многу размислував и со многу луѓе сум се консултирал што е правилно, дали многу така и во црквата најдов. Но таа е реалност. Тоа се случува, ќе се случува и ќе сите да го поминеме овој живот со добра мисла и да си го направиме да ни биде полесен и поубав. Тоа е девизата само. И весел. И весел, па така е, нема. Знаеш како со секоја, како вика, со секоја нервоза
неколку клетки мутираат. Зошто да дозволам да се случува тоа константно? И сега, ете, пак ќе кажам, Бог ни дарил и професија, и талент, и среќа, и се, за да ги имаме оние убави моменти на луѓето. Тешко на професиите, како јас капа симнувам на професии во докторите и хирурзи. Мислам, престресна професија, треба да е платена најмногу од се. Ние имаме опозит од другава страна, ги гледаш насмеани, дотерани, сите, ако треба, земале, весели, се случува и ти ги гледаш секојдневно. Ти одиш на работа, весели, следен ден весели, следен ден дотерани, супер насмеани и ти само тие слики ги гледаш. Ќе се кој што дотерани и насмеани. Фала ти, се трудиме. Кој е главен одговорен за вашиот стајлинг, како мајстро изгледат на сцена? Па добро, знаа да кажа дека јас сум задолжен. Мора да се даде значење на луѓето што слават. Значи, ти ги не може, јас тоа мислам дека тоа е клуч, еден од клучните работи за успехот. Луѓето прославуваат голема прослава, една во животот, двете семејства пари поземуваат, купуваат гардероба, ресторани, музики, се плаќа многу. Се ти мора да им го уважиш моментот. Ти не може да дојдеш недотеран. Мислам, се супер, ама ја ќе одим по фармерки се. Не ги почитуваш. Се он купил најубавиот костим, најубавиот ресторан, невестата знае што ќе носи 2 години порано и мора да сочувствуваш, да со нив да си тука и гледаме, внимаваме на облекувањата сега. Може би претеруваме, но мора да си во комплет со пакетот што го нудиш. Колку костим имате? Многу имаме, да ти кажам. Имаме последната нарачка ни 18 костими за сите по тројца, за секој од нас по 3. Па преку 15 имаме и цело време само се допишуваме Која боја? која, каде, што ќе се носи, не чекај, тие се дебели, жешко ќе не биде, таму нема клима и овие се гужваат, овие не, и така, цело време има, не моето, ми е на хемиско, ќе ги носиме другите. Со колку костими сте дојдени овде на турнејата во Америка? Па имаме 4-5 комбинации. Да, не за сите толку костими, но знаеме да ги, зашто пак лимитираме, да се цел килажата се да не ја надмашеме. Сакаме да си купиме нешто од тука. Што сакате да си купите? Шо ви онака? Многу си купуваме. Генерално се сведени на подароци за децата. Тоа е. Знаеш, те изчекуваат кој ќе дојде тата од негде, дека мора ти истото го има и кај нас веројатно, но ете дека е купено од татко ми од патување, е многу скапо и многу драго, да кажам, и оно. Тока сите фокусирани сме, гледам дека досега неколку пати се одеше така нешто, ама се купува некои работи. Јас генерално сакам да купам нешто што го нема кај нас, така да јас сум така фан на тие гаджети електронски, нешто што не ми е, што ми мањка, да кажам, од камери до дронови до таквите. Јас сум фан на таквите и си знам да си купам такви некои играчки за големи што се. Инаку апарати, телефони или не знам, GoPro, некои такви се надополнувам со такви работи, ама не знам, така нешто по секоја цена нешто мора да се купи. Оди ли малата по стапките на тато? Сака да пее Јована? Јована интересно дете. Многу е, сега сваќаш дека многу е, знаеш, кога зборуваш за свое дете и секогаш не сум сакал да бидам, ќе видам некој пример како некој си го фали детето и викам и никогаш нема ваја да го кажам. Моето дете најдобро во се. Никогаш не сум го сакал и тоа стално со сопругата викам, ако некојаш вака бидам, викам ваков како вие, потсети ме, стварно не ќе вака со сила да правиш. И се како расте, што ме радува е дека има талент за пеење и на кај ќе се развива, не знам, искрено не форсирам ништо,
и дадов, ја моментално оди на музичко, нижо музичко во Скопје, чисто да биде да добие музичка наобразба, да биде музички писмена. Не знам дали треба да оди по овој пат. Знам дека е музикална, што верувам дека некако ќе се случи нешто, но пак ќе кажам, немам уште сум вака од страна, дури ја само следам што се случува, ама не учествувам активно. Се она сака да се пријави на некој да пее, да помагам до негде, но не сакам да правам притисок. Што така е интересно, мислам, како и сите, до таа возраст е харизматична, има во незе посебна енергија, што верувам дека дај Боже да ја насочи таму кај што ќе сака. Строг татко си? Или на ќерка нема тука строгост? Интересна работа, да ти кажам. Јас сум растен во машки свет. Јас имам брат и се околу мене беше машки свет. Растен со фудбали, со утакмици, со излегувања, со пиштоли, со адреналин, со да, тоа. коли, сет во машкиот свет. И наеднаш од машкиот свет доаѓа девојче. Барби свет. Барби свет. Кукли. И јас не сум верувал, мислам, ме зафркава сопругата, вика, многу сакаше машко. Како и секој татко, секојаш сакал машко. Не дека не сум сакал женско, но ете, као, знаеш, останато она од времето, машко, прво па машко. И се раѓа Јована, ти сваќаш дека уствари ти буди нешто во тебе, ти што не си знал дека го поседуваш. Некои чудни работи ти се случуваат кога ти сваќаш дека не можеш да реагираш, како парализиран си со незе. Јас например, поинаков е воспитувањето на машко, поинако на женско. Не знам, и веројатно сум попустлив тука, има моменти кај што знам да свикам, но голем дел од цело време сопругата ми вика, ти само и попушташ, јас сум строгата, ти си добриот татко, веројатно е така. А и таа има една чудна врска што сега тие што има девојче, јас нема машко, па веројатно и таму има сосема друга љубов, мајката и синоте се друга врска. Но ова е многу интересна и стварно многу посакувам на луѓе што не го доживеле, многу чудно е да кажеш се, не знам, од машкиот свет најнаш ти станаш Барби, знаеме да си играме и тука јас ги знам сите цртани, имаме изгледано сите принцези, сите карактери, се ми е точно, и веќе сме во фаза на другари сме веќе почнуваме вака како да, и сега пак колку можеш да воспиташ и да дадеш ум натаму е на Бог. Тотално те разбирам на оваа тема, јас како мајка имаш две машки. Две машки имам. Сега. Сакав да имам нели нормално прво женско, секоја мајка сака женско. И потоа кога се родија двајца машки, мислам дека не би ги менувала за ништо на светот, затоа што таа конекција, таа љубов, таа енергија што ја има мајка и син, не велам дека мајка и ќерка ја немаат, но ова е веќе некоја друга димензија. Да. Како што татко и ќерка ја има таа љубов. Веројатно да, има покрај се ова што го гледаме и музика и материјалното на страна, богатството е тоа другото. Толку од приказната. Мислам, пак, тоа не е тоа што не држи и што, фалам на Господ, што ни дал да го имаме. Веќе сте во Америка, шетате, гледате, видовте нешто, твоја споредба, Америка со Австралија, Америка со Европа, Америка кај што сте биле на турнеја. Што има Америка што другите држави немаат? Што ти си видел до сега, малку е да се каже времето што сте тука за да ги видиш можеби тие разлики, но сепак твое гледиште на нештата. Јас како функционира не сум од позиција да зборувам како функционира, но од ова што го случам има многу успешни приказни, верувам дека е земја на можности и дека ако имаш идеја, знаење, среќа, навистина земјата нуди, можеш за многу кратко да
направиш нешто. Веројатно и кај нас го има тоа, но поинаку функционираат малку работите. Тука луѓето се да кажам, веќе се научени дека така функционира. Споредба со Австралија, јас сум бил 5 пати во Австралија. Генерално, да кажам, пак јас се базирам, па истиот момент се враќам. Ти си кратко време тука, ги гледаш убавите приказни и не знаеш следниот ден тој човек дали има проблеми, има кредити и треба да работи. Од она што можам да видам е близко негде со тоа што, да кажам, Австралија е како клима поразлично од овој период сега, летно време. Америка е топла, но сега ние цело време одиме во исто време. Беше сега дојдовме на минус 30 дури, фативме во Нью Йорк беше. Од тој аспект, генерално не можам да направам разлика. Од она што го очекував, што сме го гледале по филмови, мене ми е интересно, зашто сега го гледаш во живо и гледаш дека стварно така функционира. Гледам дека луѓето се истите, секој со својата среќа, со своите проблеми. Јас ги оправдувам и тие што останале, стварно гледам дека има успешни приказни, како што разговаравме, штом ти е семејството тука, домот ти е тука, тешка е и носталгијата, знам. Ги оправдувам и тие што се вратиле, зошто да бидеш неуспешен кога можеш дома да бидеш исто така успешен. И мислам, индивидуално веќе светот стана, знаеш, мало место, многу лесно може и да се оди и да се врати. Битно е да си среќен тамо кај што си. Тоа е. Сега не по цена да си несреќен и по секоја цена да седиш во Америка. Така. Тоа нема. Или па во Македонија, се може би и во Македонија не е розово. Не си среќен. Не си среќен. Среќен е Кира во Македонија? Среќен сум, да. Среќен сум, јас генерално сакам да го гледам светлата страна на животот. Знаеш, избегавам да многу ретко се нервирам, знам да се нервирам еднаш месечно, тоаш пукам ама гледам знаеш, да се дружам со позитивни луѓе. Тоа ми е, знаеш, гледаш дека некој зрачи с убава енергија, да, и супер е тоа. Нема потреба да се стварам јадови за нешто што не можам да го променам и сега да зборам да туги животи да оправувам. Јас немам потреба дали да коментирам, дали да гледам трачеви судбини туги да оправувам. Секој со своето. Секој со своето, супер е. Ги спомна филмовите неколку пати. Сакаш да гледаш филмови? Па да, сакам. Кога имам време, еве сега ни е шанса тука овие денови. Вчера имавме едно кино до доцна, до 2:30 гледавме конечно. Викам, види какви домаќинска куќа. Да. Викам, 6 мажи со пуканки, по пижами сме пустили Netflix, викам, ова требаше сега тука. Се смееме, до касно гледавме филми. Сакам филмови, сакам да гледам серии добри, историски, јас сум така фан на историјата и многу сакам дали некаков тип, ама кога имам време, знам да си пуштам филм. Што им викаш, луѓе, морам да станам за подкаст. Дајте. Инаку остана да спијат сите. Јас сум со аларм станав. Мораше да се снима. Не, супер беше, фала. Уште еднаш мислам прево си поминувам. Пак ќе кажам, прв пат сум во ваков тип на емисија. Може би малку кажувам нешто што не треба и што треба, но е искрено. Како и да е, не. Подкастот е едноставно душа да си отвориш, зависи од домаќинот нормално, но тука е да си кажеме што имаме да си кажеме, да се поплачеме, да се насмееме, да споделиме. Причината генерална што си овде е затоа што сте на турнеја во Америка и затоа што сте прифатени многу од нашите овде, многу ве сакаат, се бара карта плюс. Знам, се зборуваше пред 2-3 години, маестро ќе доаѓаат, ама немало термин, ама ќе има термин. И конечно сте овде. Ви посакувам убаво да си поминете, да имате многу турнеи и понатаму да дојдете пак. Што е следно од маестро? Благодарам уште еднаш, значи, како што кажа, ние стварно се поминуваме преубаво. Тоа сега запознавме многу луѓе, многу места,
ќе видиш сега вако, енергијата на концертите е максимум. Се гледа емоција, се гледа луѓето се во очекување, нас не е убаво, на кој нема да биде убаво кога те гледаат 1000 луѓе, ти се смеат и сакат да тоа што го правиш ти. Мислам, поголем успех од тоа нема. И преубавина сигурен сум дека ќе доеме пак, само ќе се околу тие организацијски термини да се најдат, но за некој, да речам, догледен период, година, две, сигурно би направиле уште некоја турнеја, ако не, еве покане за дружби во Македонија, сигурно. Сите вие си доаѓате. Да. Во Македонија ќе се видиме секако. Следно ништо, се враќаме во Македонија, имаме слободен еден викенд, после тоа почнува мартот, имаме веќе тековни, да кажам, настапи, одиме за Хрватска, за Бугарија, имаме приватни концерти, имаме закажано нови снимања, сакаме да снимиме нови овие препознатливи шоуа што ги гледате во живо, што се беа оствари нашата одскочна даска, да кажам, тие снимања во живо. Сакаме да снимиме уште неколку такви проекти, да тој период го чувавме за такви снимања. Приватно малку да прошетаме со семејствата и од Великден, од 12 април, почнуваме работно. Кирил, имаш ли бројка на точни не може точно, ама отприлика колку свадби сте свириле до сега? Од кога си ти дел од маестро? Од кога сум јас дел маестро, па 8 години, по 100 и нешто, сигурно се над 1000, претходно што сум бил, значи можно да се преку 2000. Имаш да издвоиш некоја онака врв свадба? Најнеобична, најинтересна, така што ја паметиш, што имаш да споделиш искуство од таа свадба? Свадбата е, знаеш, многу луѓе обично, да кажам, знаат да подценат свадбата како свадба. Овие свират свадби. А уствари не се свесни која одговорност имаш ти за свадбата. Значи, кога имаме ние обично вакав концерт, толку растеретени, ако ми веруваш, че ти знаеш дека ќе помине секако супер, ќе биде забава, ќе има. Но свадба има распоред. И ти мора да ги оправдаш очекувањата и најубавиот момент на двете семејства ти си задолжен да го направиш најсреќен. И не знам, кој ќе слушам некој подценување, овој свири свадби, пее свадби. Така некако ми буди нешто од мене. Значи тој ти го доверил најубавиот ден од животот, ти да му бидеш задолжен за забава. И тука не е воопшто мала одговорноста. Многу, јас цело време кога ќе разговарам кај со млади, најдобро и најуспешна свадба е кога младите се среќни. Тоа е многу тешко, затоа што цел ден си уморен, обичај, сонце, штикли, кондури нови, стегаат од страна сите тетки, комшики, сите не вака, не погачата, не ваа, не притисок од сите страни, и да не се дозволи да се направи некоја нервоза, зашто младите од секако нема искуство претходно да такво нешто не му се случило. И тој ден мора да се смее, да се баци со 60 тетки. И затоа ги советувам, значи бидно вие да сте насмејани, да си расчистиш дека ќе има работи што можеби нема да ти се допаѓаат на свадбата. Нормално, не, од нас само општо цел ден. И викам битно, зашто кога играат младите, играат сите. Ако не играат младите, не може ти да очекуваш комшијата да ти ја направи свадбата. И тоа е клучот на успехот, вака што ни помага и нас. Ако гледаш дека има, ако е насмејана невестата, ние сме и онака насмејани. Војче не може да му ја затвориш устата од насмевка. И кога сме веќе тие насмејани, ние тебе тие да има фидбек и одма, знаеш, уште толку се вложуваш. Така да се не е фалба, но многу голем процент се успешни свадбите и весели. Не можам да издвојам некоја посебно, нека се случило. Дека од вас зависи дали ќе игра зависи народот голем, или не. Мислам, голем дел зависи, но и не зависи.
ние обично некогаш ни треба време, сите сме различни. Има луѓе што можеби во година работат други професии, не се занимаваат со музика, не слушаат таков тип на музика. И сега он мора да направи свадба и се бара од тебе, ти ако си добриот, да му ја направиш свадбата. И се тука таа малку тешка мисија, се случува, ќе дадеш се малку газ. И ќе се случи, можеби малце ќе треба еден саат време да се опуштат, но ќе на крајот ќе биде се супер. Сите сме различни, не сме сите, не ги знаем, има луѓе што не ги знаат песните, мора да направи свадба. И не знаат оро да играат. Нема љутиш, јас не, тука ти си тој што треба да биде задолжен за забавата. Така да сите сме различни, супер е. Генерално добро менаџираме, затоа и гледаме да пред секоја свадба се прават состаноци со младите, што сакаат тие. Имаме голем репертуар од цел Балкан јазично, ги покриваме сите стилови, да кажем, или зборуваат течно италијански, шпански. Тој дел има еден добар момент на така малку да се рашралјупче, се прави латино, се прават нешто тоа јувеќе, други стилови. Значи, пак нудиш голем спектар на ваквото и се треба да процениш крајот, да ги чуеш нивните желби, но да го гледаш и од општата атмосфера сега, да не биде по цена на една песна да падне темпото. Но вистина, онака, ви се случило да не ви стана да ви играат, не знам, саат, два поминува, никој... Се случило. А маестро ти свири на свадба, а за да го добиеш маестро ти треба 3 години претходно да ги викнеш. Се случило се, ако, например, имало генерално, да кажем, свадбите што се од странство, да кажем, и кој ќе викне голем процент на гости од странство, и се ти имаш 70%, нека се американци, да кажем. И тој не знае како да се однесува на македонска свадба, и сега ти одма ќе прилагодуваш одма музиката за да не можеш да очекуваш тука дека се он ќе стане да играат. В тој случај, но тогаш ние знаеме како да го изменаџираш, така да направиш некако да ги поканиш сите и да смениш музика, малку да рашараш, па малку светска, па традиционална, па така малку да генерално имаме фокус на моментот сите и се слушаме и што мислите вака да мислам дека добро е пример. Кумот од Мексико правиме едно шпанско блокче. Тука нема утка. И нема. Од тој аспект сме фокусирани и вложени на свадбата. Тоа што кажам, мислам дека тоа е клучот за успехот. Клучот за маестро е вашата сплотеност, вашата енергија и квалитетен бенд што сте. Сите сте музичари, сите сте добри во тоа што го работите и затоа сте најдобри на сцената. Ти благодарам. Во право си, на крајот денот, мислам дека енергијата е таа што ја препознаваат луѓето. Се докато го работиш оно што го сакаш искрено, мислам дека ќе има резултат. И трудот, и посветеноста, и жртвата што ја дават. Така, низ годините сме поминале многу и образование, и искуство и дошол до ситуација кога знаеш веќе како се поставени работите и верувате дека тоа се гледа и затоа сте вреднувате и ценете за тоа што го правите. Благодарам уште еднаш, благодарам на сите до сега се што ни се случува овие денови, годиниве наназад. Искрено без публиката имаш некој што гледаш дека ти го уважува тоа што го правиш, нема поубаво тоа. Посакувам одлични турнеи, многу забава, многу насмејани моменти, среќни моменти и јас прв пат ќе бидам дел од ваш настап. Така. Никош не сум била до сега. Баш ми е криво, мислам да те се извинам уште еднаш што не можеш да свириме на твојата свадба. Се случува, треба со време, не си ја сватив ја задачата изгледа толку сериозно. Да, не знам, тоа беше кога ве контактирав септември, а свадбата се случуваше летото јули. Така што со време не сум си ја напишала домашната. Ништо, еве сега шанса да направиме еве сега, ќе се дружиме. Реприза. Да. Ништо, баш ти благодарам, уште еднаш ми беше чест што бев дел од оваква уште во почетна фаза
на овој проект и сигурен сум дека ќе имаш гледано, сигурен сум дека луѓето ќе го препознаат она што искрено го правиш како што се гледа, мислам, немам што јас да кажам. Фала од ваков тип на емисии, се е сведено на жолт печат и сензационализам. Како што можеби за некој за интервју досадно ќе биде, ама тоа бе тоа што останува, тоа сум јас и не можам поинаку. Ти благодарам уште еднаш, благодарам на сите што те следат и уште еве јавен повик, лайк и subscribe. И заслужено и ти посакувам уште многу успех. Ти благодарам за твојот прв подкаст, генерално. Прв. Навистина немам јас никако, не подкаст, него гостување, се некои лимитирани и знаеш кога внимаваш што да кажеш, вака се прв пат, вака да се разборам, луѓето што не ме познаваат ќе ми речат што ти стана, бе, ти толку многу долго вака да зборуваш. Верувам дека до енергијата и до топлината е. Така што ти благодарам уште еднаш, ви посакувам се најубаво со маестро, на приватен план, се најдобро, професионално секако и се гледаме на среќни и убави моменти. Само да ги имаме што почесто и да сме насмејани и срекни, не е битно каде да сме. Драги мои, тоа беше Кирил Митовски, вокалот на групата Маестро. Ви благодарам што гледавте, ви благодарам што бевте дел од Марија во Америка. Не заборавајте, како што рече и Кире, лайк, сабскрајб и шер ке значи многу. Пишете ни на Инстаграм Марија во Америка, присутна сум на Фейсбук, лайк на Фейсбук страната Марија во Америка или едноставно mariavoamerica@gmail.com. Ви благодарам и се гледаме следната среда со нов гостин. Чао!